Од 17 до 23 ноември е недела посветена на грижата на старите лица. Ова утро, екипата на утринската програма на Алфа телевизија Добро утро секој утро се наоѓа во просториите на Центарот за грижа на стари лица, кој што се наоѓа во Даре Џамбас. Ова утро разговараме со Елеонора Андонова, која што е координатор на социјална услуга Дневен престој за стари лица за активно старење. Ели, добро утро. Ти благодарам што ова утро ги отворивте просториите на Дневниот центар за грижа на стари лица овде при Црвениот крст на град Скопје и сме ние гости кај вас. Најпрво би сакала да ја честитам неделата на стари лица, која што е од 17 до 23 ноември. Вие сте отворени секој ден, имате безброј работилници, но сепак би сакала да ни кажеш како ќе ја одбележи Црвениот крст оваа недела. Така, пред се добро утро, добро дојдовте во еден од трите дневни центри за стари лица, за активно старење и сакам и јас да ја честитам неделата на грижа на стари лица, каде што Црвен крст на град Скопје традиционално 14-та година поред, третата недела во ноември одбележува неделата на грижа на стари лица. Оваа година од 17 до 23 ноември, значи започнуваме од понеделник. Значи во понеделник имаме низа на активности како што се предавање за правата на старите лица со социјален работник Бојана, каде што ќе се реализира во Дневниот центар во Чаир. Исто така корисниците од домашни посети на територија на општина Сарај и корисниците од Дневниот центар во Сарај ќе имате една заедничка дружба, една заедничка чајанка, каде што ќе се дружат заедно. Исто така во вторник, значи на 18 имаме една многу интересна изложба со почеток во 11 часот во Домот за култура Кочо Рацин, односно поранешно Дом на градежници, каде што тука ќе бидат изложени сите слики насликани од нашите сликари од сликарската работилница, а веќе вечерта во 17 часот ќе имаме една многу интересна забава, ексиу забава, заедно со сите наши корисници од трите дневни центри за стари лица. Во среда на 19 во Веро центар, Веро Џамбо, ќе имаме еден прекрасен хуманитарен есенски базар, каде што сите ракотворби направени од нашите корисници од креативната работилница ќе бидат изложени на тој базар, каде што ќе може да се продаваат по символична цена и тие пари ќе идат за социјално ранети стари лица, односно за набавка на лекови, пакети храна и хигиена. Во четврток, веќе на 20 ноември, ќе ја посетиме противпожарната бригада Скопје во автокоманда, каде што нашите корисници ќе се запознаат со нашите пожарникари и исто така ќе посетиме една многу интересна изложба Мементо во соработка со Сдруженијето Комшилук, каде што добивме покана од нивна страна да ја посетиме нивната изложба, каде што навистина ќе биде многу интересно. Таа изложба ќе биде во Железара. И во петок ќе имаме информативни пунктови, односно граѓаните на 3 локации во Скопје ќе можат да се измерат притисок и шеќер и здравствени совети од страна на нашите медицински сестри на 3 локации, односно на автобуска постојка Зелен пазар, Пазар Боњаковец и плоштад Сарај, значи од 8:30 до 10:30 сите граѓани во петок на 21 што ќе поминуваат на овие дестинации, ќе може да се измерат бесплатно шеќер и притисок. Дали е за сите граѓани или е само за лицата кои што спаѓаат во трета доба? Предажно е за лицата во трета доба, но секако никој нема да биде одбиен. Да. Низа активности на вистина, цела недела исполнета. Сега спомена или креативна работилница, спомена сликарска работилница. Убаво би било да знаат луѓето кои што припаѓаат во оваа категорија, значи пензионерите или старите, односно лицата во трета доба, да знаат какви све работилници има во Црвениот крст. Овде, значи во Дневниот центар. Така. Во рамките на Црвен крст на град Скопје, значи веќе 14 години постои овој сервис. Овој Дневен центар кај што се наоѓаме моментално во Домот за хуманитарни организации Даре Џамбас е првиот дневен центар за активно старење. Вториот дневен центар е во општинска организација Црвен крст Чаир и имаме уште еден дневен центар во општина Сарај. Значи имаме низа активности, претежно сите активности се слични во трите дневни центри. На први во месецот секогаш излегува месечна програма на активности каде што корисниците си ја земаат програмата и се водат според програмата. Во програмата се вклучуваат чиконг вежби, каде што тоа се вежби за активно старење и
и вежби за релаксација на телото и подобрување на енергијата, водени од нашиот тренер Роже Дуан Ван Хай, каде што тој е тренер и он ги практикува, односно он им дава часови за овие чиконг вежби. Имаме исто така курс по англиски јазик, имаме часови по танцување, имаме сликарска работилница, креативна работилница, работилница по шиење, работилница по плетење, многу едукативни предавања со врвни доктори, адвокати. Едноставно имаме и простор каде што кога немаме активност, дневниот центар е отворен секој работен ден од 9 до 15 часот, каде што за дружење. Така е. Значи може да си дојдат тука лицата во трета доба, да си се напијат кафе, чајче, да си прочитаат весник, да си играат карти, шах, домино, така да отворени сме секој работен ден од 9 до 15 часот. Сега ги спомена овие работилници, убаво би било да споменеме кои денови се, за да се знаат сепак гледачите и како може да учествуваат во овие работилници, како и каде да се пријават. Така, значи секој понеделник имаме работилница по шиење, таа е од 10 до 12 часот, чиконг вежбите се вторник и петок од 10 до 12 часот, во среда од 10 до 12 часот имаме креативна работилница, а од 1 до 14, односно 13 до 14 часот имаме часови по танцување. Во четврток од 10 до 12 часот имаме сликарска работилница или како што кажав петок од 10 до 12 часот имаме чиконг вежби. Курсот по англиски јазик е во дневниот центар во Чаир, така да и во Сарај има на пример други активности како што се надпреварувачки игри и слично, но во принцип се овие активности што ги имаме, а во периодот каде што нема активности ние сме отворени така да си доаѓаат и лицата во трета доба едноставно да се дружат, да се напијат кафе. Така, може да се пријават, значи во еден од трите дневни центри да дојдат лично, каде што од страна на нашиот тим, каде што во секој дневен центар има одговорно лице, социјален работник, ќе направи картон каде што тие ќе бидат веќе членови, односно ќе бидат веќе ставени во нашата дата база на корисници и тие ќе можат да ја користат услугата. И да напоменам дека овие услуги се бесплатни. Така. Тоа сакав да кажам дека сите овие работилници се бесплатни. Имате корисници и од женскиот и од машкиот пол, така има интересенти. Сакам да прашам за која работилница постои најголем интерес, што е најмногу посетено? Така, јас морам да напоменам дека жените се побројни, така да ги покануваме мажите да дојдат да се вклучат исто така во активностите, но секако дека имаме и мажи. Еве, месец ноември е месец на машкото здравје, така да минатата недела имавме едно убаво предавање со доктор Стефан, така да по повод месецот на машкото здравје, така да имавме доста голема посетеност од страна на мажите. Така да најголема активност можам да кажам дека се посетувани чиконг вежбите и креативната работилница. Значи може еве и овие сите ракотворби што се направени од нашите корисниците може и да ги видите. Значи креативната работилница стварно ни е еден бум, можам да кажам. Може би еве како идеја да ви се приклучат повеќе мажи, може би да направите игри со карти, шах, може би со табла, па тогаш повеќе ќе дојдат и мажи. Или мислам дека опфативме се и јас само сакам да им ветам на гледачите дека ние ќе дојдеме и ќе ја снимаме посебно секоја работилница од понеделник до петок од 10 часот, значи ќе ја снимиме и ќе имате можност почитувани да видите како изгледа едни вежби, како изгледа една креативна работилница, сликарска работилница, едноставно како изгледа дружењето на лицата во трето доба. Јас те сакам да кажам стари лица, бидејќи сепак да не го употребуваме тој збор стари лица, убаво е вака, поубаво звучи лица во трето доба, бидејќи тоа е едно ново поглавје во животот и една инспирација и мотив нека биде на сите кои што не следат дека животот тука не завршува, туку баш напротив започнува и продолжува во едно ново, да кажам, во едно ново поглавје од животот. Ели, благодарам и нека е честита неделата на старите лица. Благодарам и на вас и нека е честита неделата.